Почнете од почеток со Бони Сала. По милоста на Господ не загинавме наполно, бидејќи милосрдието Негово не е пресекнато. Тоа се обновува секое утро. Верноста Негова е голема. Плач Еремиин, 3 глава, 22 и 23 стих. Секоја година копнееме да започнеме одново. А сепак, ако живееме известно време, знаеме дека реалноста на животот е дека нашите иднини ќе бидат мешавина и на добро и на лошо. Многу ја сакам рачно напишаната молитва која мојата пријателка Кристи ја пронајде во Библијата на мајка ѝ, откако мајка ѝ замина на небото. О Боже полн со изненадувања, продлабочија нашата мудрост, да го прифатиме животот, кога доаѓа во парадокси како сонцето и дождот, бурата и спокојот, болката и радоста, поразот и победата, и животот и смртта. Па зајакни некога животот носи многу лица. Амин. Исусов следбенико може да го прифатиме животот каков што е, затоа што тој вети дека ќе не оспособи. Во сите парадокси на животот, Бог вели дека е посветен кон нас во љубов. Неговата милост за нас никогаш нема да не изневери. И има свежа милост, која не чека секое утро. Плач Еремиин, 3 глава, 22 и 23 стих. Ако немаш заедништво со Бог преку личноста и делото на Исус, тој нуди прошка и спас од суд за тебе. Тој нуди пријателство и нов живот, од каде може да ја насочиш иднината. Ќе патуваме низ многу од нашите денови. Оние кои се пред нас, кои го изодеа патот до дома со Исус, како мајката на Кристи и еден од моите херои, Елизабет Елиот, не подсетува на ова. Бог е тој, кон кој и со кој патуваме, иако е крајот на нашето патување. Тој е исто така и на секоја попатна постојка. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.